Официјалните резултати од изборите за Европскиот парламент покажуваат дека националистичките и крајно десничарски партии напредуваат пред проевропските центристички партии. Делумните резултати покажуваат дека проевропските партии заедно ќе имаат околу 321 место, помалку од половината од 751 место во Европарламентот. Зелените обезбедија рекорден успех, главно во поголемите земји на Унијата, вклучувајќи 20% во Германија, скоро двојно повеќе од изборите во 2014 година. Зелените ќе имаат 69 пратеници, што ги става во силна позиција во преговорите за можна коалиција со Европската народна партија, која би имала 179 пратеници, и Прогресивната алијанса на социјалистите и демократите, за која се верува дека ќе добие 152 места во парламентот. Лидерите на овие партии отфрлија секаква можност од соработка со антиевропските партии. But from now on, those who wants to have a strong European Union has to join their forces. And that is again my invitation to the Socialist Liberals and also to the Greens, because having the figures in mind, the Greens are also the winners of the day. So once again, my offer is on the table. Let's sit together with progressive forces in this Parliament. Let's try and find a programme for the next 5 years that will prepare Europe for the 30 years to come. Што се однесува до национално ниво, резултатите покажуваат дека губат партиите кои се на власт. Токму поради големиот пораз што опозиционата Нова демократија и го нанесе на владеачката Сириза, грчкиот премиер Алексис Ципрас најави предвремени парламентарни избори по 2 јуни, кога се одржува вториот круг од локалните избори, кои вчера се одржаа заедно со европските. Αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση προκήρυξη εθνικών εκλογών, για να είναι τελικά ο ελληνικός λαός αυτός και μόνο αυτός που θα πάρει την οριστική απόφαση. Владеачките партии на национално ниво се поразени, меѓу другите и во Франција и во Германија, додека во Британија лидерот на Брекзит партијата, Најџел Фарадж, повторно е избран за член на Европскиот парламент. Одзивот на изборите за Европарламентот беше 51%, што е најголем во изминативе 20 години.